15! Добро, го разгледав вашето портфолио, зашто вие сте сепак еден од посериозните кандидати. Но ќе ве замолам да ми објасните нешто плюс околу вас. Ја су представник на една приватна фабрика, дајбе ние се занимаваме со производство на нус производи што се за устранство, кои што имат неверојатни нус ефекти пошироко. Иначе ние сме многу перспективна фабрика и увек имаме простор да запослуваме млади, стално ни се шири бројот на што са вработени и ние би биле пресречни уколку има еден ваков кандидат, баш као работник као ти што си, ако може да ни се падне заради то што ти имаш и стварно сита предиспозиции, имаш и партиска книжка и све, па би биле пресречни уколку се договориме да почнете со нас да работите. Ете това. Добро, ви благодарам. Сепак ние ќе ви се јавиме, јас ќе ви се јавам. Ви благодарам. Се надевам дека ќе имаме шанса да со вас да пријатно. Ајде следниот кандидат. Добар ден. Добар ден. Страхопоштување. Povedете. Предпоставувате дојде со во врска со огласот. А каква фирма бевте вие? Нашето си ви веројатно кажува. Значи, ние сме приватна фирма. Да. Ама ние сме приватна фирма уште у времето кога другите беа предпријатија. Значи, ние сме имале визија уште тогаш што значи приватна фирма. Браво. Значи, на почеток да бидам јасен. Нашето мото е човек на човека е човек, а не вол или свиња како што некој, обично мене така ме викаат некој, што не е оправдано у никој случај, нели? Значи, во нашата фирма најважни се човечките ресурси. Ако. Ако имате среќен човек, вие имате среќна држава. Ако имате среќна држава, имате среќна власт. Ако имате среќна власт, имате среќа и благосостојба во поширокото опкружување и уопште во да би биле вие на мое место, зошто мислите зошто јас би работел баш за вас? Господине, ние сме приватна фирма која што има голема традиција. Ние сме фирма со многу големи плати. Ние сме малку вработени, аналогно на тоа имаме големи плати. Дали ме разбирате? Да. Па вие кога ќе дојдете кај нас, вие ќе имате у старт 1000 евро плата. А каде е џубретарине, каде е водарине, каде е лежарина? Ван тако направиш малку. Ви благодарам. Ќе ви се јави мајка ми, ќе ви извести. Ве молам, имајте на ум. Значи, приватна фирма, човечки ресурси, човек на човек, и имајте го предвид тоа. Следниот. Имаме фирма. Приватна. Ексклузивен салон. За масажа. Тајванска. Канадска. Шведска. И други. Видови на масажа. Добро. И сите сме женски. И сите сме сингл. Сакаме да се шириме. Па да, предпоставувам за тоа сте тука, за да вработите други. Ни треба машки потенцијал. Ни треба директор. Добро, зошто баш јас? Затоа што си препотентен. Добро, ви благодарам, ќе ве известам, ќе ви се јави мајка ми. Ви благодарам. Пријатно. А вие дома да не ти се кај ќе ме пушти мајка ми да работам ваква работа, не. Добар ден.
Да, поведете. Па види вака сега, јас имам приватна посластичаница. И би било пресрекно ако можеме да најдеме некое младо кадро вака што ќе го наследува мојот занает. Али, умеѓу време и да вметнува нови стандарди, како и да имплементира современи менаџерски техники. И на крај нормално да прави и ASAP. Касап или сладкар? Не касап, мислим, посластичар, сладкар, али да биде ASAP стандарди. Добро, ви благодадам. Добро, фала, мислим дека ти си доволно паметно сам да го носиш одлука, али да имаш упредвид ако дојдеш кај мене да работиш дека животот има да ти биде сладко како колаче. Ке ви се јави мајка ми, ке ви извести. Пријатно. Добар ден, батка, види, јас сум од Министерство и ние у моментов имаме најголема потреба од вакви млади кадри као тебе. Значи, се работи за канцелариска работа. Сега до душе малку е тесичко, знаеш, по 7 души се у канцеларија, меѓутоа тоа се решава, некој седат у ходник, па ќе станеш ти, ќе ти седне друг, па ти ќе станеш, па он ќе стане и така. И мора да пазиш со кого правиш муабет и зашто, затоа што врие од кодоши. За шеф најчесто ќе ти стават некој неписмен. А ти шо работиш? Па јас сум шеф, бе, ја одлучувам за све, па зашто сум ја овде? А како? Па батка, ќе ми се јават, ќе ми кажат кого да запослам, кого да избркам, кого да унапредам, кого да деградирам. Знаеш, тоа е тоа. Сега, знаеш, кога се менја власта, може да те деградираат малку, ќе ти сменат работно место, меѓутоа тоа е па друга драж има, знаеш, стално ти е интересно, не си цел живот на исто работно место. Сега платата е мала, ама не се секираш. Значи, секој месец загарантирано зимаш плата. У 5 саат си одиш дома, исклучуваш мозок, тоа е тоа. Абе, ваков чекам јас, бе, ваков, еден да дојди со пристојна понуда, сериозна. Не ми идат од приватни фирми по 1000 евра плата. Чекај, така мислат тие. Приватните фирми денес се, утре не се. Тие ќе отворат, ќе ги сотрат инспекции, судој, толку, колку ќе работат. А овде нема ни инспекција, можам да си пушам. И јас земам плата од буџет, а буџетот го полнат приватните фирми. Така да јас не морам да работам за нив, а секако ќе земам пари од нив. За разлика, државните фирми не му плаќат на приватните фирми. По 4-5 години по фактурирање. И то ќе му платат ако одлучи судо. Така да овде ми е сигурно, ќе си работам во државно. 200-300 евра ми се сигурни цел живот. Така да... Абе, државно си е државно.